Како што најави, пратеникот Кастриот Реџепи од Беса во понеделникот на 15 ноември се појави пред новинарите на пресконференција за да ги објасни причините за неговото отсуство од собраниската седница на 11 ноември, на која требаше да се гласа за недоверба на владата. Но и по неколкукратните деманти од негова страна и пред и по 11 ноември, дезинформациите за негово наводно киднапирање продолжија. На пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ на 15 ноември по 12 часот и 45 минути, портпаролот Арсовски повторно изнесе тврдење за киднапирање, во кое се обвинува премиерот Заев. Киднапираше пратеник за да не гласа против неговата влада како во најмафијашките филмови и молчи 4 дена како да тоа е најнормално. Срам нула. Ова тврдење на Арсовски дојде 1 час по пресконференцијата на Реџепи во 11 часот и 45 минути, на која тој образложи зошто се потпишал на иницијативата за гласање на недоверба на владата, а потоа не гласал за неа. И покрај тоа што Реџепи самиот и пред и по 11 ноември повеќе кратно демантираше, дезинформациите од пресот на ВМРО-ДПМНЕ за негово наводно киднапирање повторно беа објавени од неколку медиуми. Таков е примерот со текстот на Курир со наслов Арсовски, измамник и пазарџија како Заев, ниту имало, ниту ке има. Сличен наслов кој ги пренесува дезинформациите на Арсовски објави и порталот Макфакс. Видео Арсовски, измамник и пазарџија како Заев, ниту имало, ниту ке има. И порталот Прес 24 со наслов Каде ќе оди ВМРО-ДПМНЕ ја пренесува изјавата на Арсовски кој му порача на премиерот Заев час поскоро да си замине. И насловите Кастриот е уценет човек на Инфомакс, како и текстот со наслов Вака изгледа уценет човек на Република пренесуваат тврдења на ВМРО-ДПМНЕ кои не се атрибуирани во насловот, а се продолжување на лавината дезинформации дека Реџепи бил киднапиран. И лидерот и пратеник на Левица Апасиев продолжи да шири дезинформации за киднапирање на Реџепи. Киднапираниот Кастриот безочно лаже дека не знаел дека и Левица ќе биде на списокот. Јас сум потпишан 58, а он 3 места подоле, 61, на истиот лист. Слеп да не беше бе уценето пратениче, вели меѓу другото Апасиев во Facebook статусот објавен вечерта на 15 ноември, кој исто така го пренесоа неколку медиуми. И по утврдување на неточноста на информациите за киднапирање, најголем дел од медиумите не објавија исправка, ниту пак се извинија за ширењето сериозни дезинформации во јавноста. Уцената, грабнувањето и земањето заложници се сериозни кривични дела, затоа медиумите не треба да објавуваат непроверени информации без да изнесат цврсти докази за тоа. Објавувањето вакви шпекулации е сериозно кршење и на кодексот на новинарите, кој вели дека новинарот треба да објавува точни и проверени информации, како и дека новинарот ќе настојува да биде обезбедено објавување на исправка, демант и одговор во случај кога ќе биде утврдена неточност на информацијата. Во овој случај, за жал, тоа никој не го направи.